Кога во Македонија ќе се судрат сината и црвената, резултатот е пекол. Буквално, но се разбира во надпреварувачки жаргон. На теренот и на трибините, низ историјата и во сегашноста, за овие надпревари се живее, на овие надпревари се гине, повторно во спортски жаргон. Работнички и МЗД Скопје во живо на македонската телевизија, надпревар број 4, 22 финале на македонската машка клубска кошарка. Актуелниот и длабок ростер, има атрактивна игра, има акумулирано искуство од последните 2 сезони од фронтовите дома на Балканот и во Европа, има скапи странци, има недобрите двајца стрелци во финалето, има офанзивен скок, има Гечевски кој што ќе се пензионира на крајот на оваа серија, има 2 титули освоени на гостински терен и вечерва, случајно или не, игра на гости. Гечевски на паркетот ги предводи Чековски, Дамјан Стојановски, Синовец и Цветковиќ. Двајцата срби се 1-2 на листата на стрелци во финалната серија. Од друга страна, Мираковски, Соколов, Симоновски, Красич и Кнежевиќ ќе истрчаат за работнички во првите 5. Во првиот скок за топката, нападот и првата топка на овој меч ќе има кој? Мираковски. Кнежевиќ. Кнежевиќ за Красич, овој за 3, непрецизен скок за Тодор Гечевски. Ѓорги Чековски ја добива првата топка под кошот и е прецизен во првиот обид, во првиот удар по кој МЗД Скопје води со 2:0 за овој меч. Ова е добро за екипата од Градски парк. Ски пас од Цветковиќ за Чековски, ќе има кош и дополнително слободно фрлање. Веднаш враќа МЗТ со одреден одговор на претходниот кош. Антич во кадарот, првиот македонец во НБА лигата. Синовец, Гечевски, тој за 3, прецизен Тодор Гечевски. 8-7, веднаш МЗТ се враќа во предност. 9:10, Цветковиќ, Гечевски, Синовец за 2, Гечевски решава преку Иконич, прецизен е Тодор Гечевски за 10 за МЗТ, плюс 3 за гостите. Соколов, лошо се заглави по таблата, не можеше да ја извади топката на време, а елегантно Синовец решава за 14:9, плюс 5 на високото водство на МЗТ. Соколов, Иконич, носителот на играта на екипата од Градски парк. Дарко Соколов, 11:14. Ова се први поени за него на средбата. Стојановски, тој за 3. Прецизен е Дамјан Стојановски. Убиецот со бебешко лице. Дамјан Стојанов, маркарот кој што освојуваше титули и со работнички и со Фени. Синовец. Николовски има добра рака, овид за 3, прецизен е Кире Николовски. 22:14, останува во ритам. Најтрофејната екипа во нашата кошарка не дозволува многу рано да дојде до двоцифрена предност МЗТ. Барем не во следниот напад. Синовец имаше проблеми против Симоновски, но Синовец постигнува 2 поена. 24:16 за Стефан Синовец да доаѓа до поени, но успеа Горан Иконич да намали на 20:26. Лучич нема шут за 2, затоа што влезе Синовец, одлично го виде тоа неговиот сонародник. Двајцата срби комбинираа за 20:28 на истекот на првите 10 минути игра. Лучич со асистенција, Синовец со 6 поени, тој е стрелецот број 1 по првата четвртина. Ево Стефан Синовец. Заврши првата четвртина. Немаше тайм-аут, куриозитетно. Одиме на пауза, 2 минути, ќе ни дојде добро на сите. Николовски има офанзивен скок. Стојановски од табла по челната линија. Стојановски
23:30 за Дамјан Стојановски, ова се 7 поени на акција во дуел Красич и Чековски. Николовски прецизен. 25:33 Кирил Николовски. Синовец. Чековски погоди една. Ева и втората тројка, едно по друго за Ѓорги Чековски. Во нашиот шампионат намалува на -7. Чековски за Синовец. Бекдор, прецизен. Иконич бара фаул. Тешко е да се игра вака против тим што има далеку подлабока ротација. Гечевски, одлична топка, одлична реализација, екзекуција на Тодор Гечевски за 7 поени и +9. Тодор Гечевски, двајца ветерани на кошарката, сега Икониш губи топка, тргнува кон кошот. Гечевски кој што забива. 41:50. Колов прва во неговиот прв обид. Цветковиќ. Стојановски. Чековски враќа со тројка. За Ѓорги Чековски, ова е трета тројка во неговиот четврти обид. Го доведува Работнички во егал на 3:40 до крајот на третата четвртина. Стојановски на Колмен. Прецизен е Дамјан Стојановски, ја прекинува серијата на противникот. Лучич постигна 2 поена, е репетиција. Прецизен Лучич за водсо кошаркар Мартич да го неутрализира Мираковски. Соколов одлично го изфрли од игра. Стојановски но мораше да го крене шутот, не успеа да погоди. Сега Дейвис, добра транзиција. Костовски за Лучич прецизен, 56:59. Тайм-аут за Рајковиќ. 1:44 до крајот на третиот период, серија 4:0, пошто мора да бара тайм-аут стратегот на Работнички. Уште еднаш акцијата на Костовски, одлична антиципација, прекрасна асистенција и реализација на Лучич. Е резултатот во третиот период, би го должам и овој податок. Дейвис, Синовец, Лучич во пик, Синовец за Лучич забива 63:61 за МЗТ. 10 поени за Лучич. Колмен, Лучич, Дейвис, Лучич. Уште еднаш пик-н-ролот на МЗТ функционира во преден план. Лучич 12 поени. Лучич против Колмен, мора да вади надвор. Костовски го поминува Мираковски. Костовски, тој за 2, прецизен. 65:67. Како да немаат право на грешка кошаркарите на двете страни. 12 секунди за нападот на МЗТ. Се отвора Синовец, но краде ли Симоновски? Не, останува во посед гостинската екипа на овој меч. Синовец ќе оди до крај. Синовец елегантно, 65:69 за Стефан Синовец, 10 поени. Тој е третиот водствен кај МЗТ. 12 има Лучич, 18 Чековски. Го користи тоа МЗТ, односно го користеше во претходните два наврата, ќе успели и сега. Костовски вади за Лучич. Синовец, 5 секунди, Синовец, Лучич на второ врач, прецизен е, 6-0 серија за МЗТ. Реагира Рајковиќ, тайм-аут, минутна одмор, 71:65
за Лучич, 14 поени, клучна фигура во овие победни 3 минути и 20 секунди во последниот период. Костовски, Гечевски, Костовски, Костовски за 2, непрецизен, Дейвис до скора, 65-73. Четврти фаул беше ова за работнички. Чековски за 3, прецизен, 69-76. Четврта тројка за Георги Чековски. Во 6 обиди. Седма тројка во 18 за МЗТ. Симоновски, Соколов, Симоновски се обиде да долане за Колмен, греши Стојановски, 5-0, 78-69. Плюс 8 за шампионот. Синовец. Синовец нема шут за 3, одлично. Влезе во рекето Дейвис, кој што погодува за плюс 10. 2:30. Излегува Стојановски. Не може да добие топка, стигнува баскетот до Синовец. Дейвис. Лучич. Стојановски, ќе стави ли точка на ова финале? Не, но поправа од втора Синовец. 84-74, МЗТ е со едната нога на тронот. Мираковски, Иконич, Соколов, Соколов, нема поени, штета, ке беше уште повозбудливо ова финале, ако погодеше Дарко Соколов. Дейвис, Дейвис, Лучич, не ни погледнуваат кон противничкиот кош, кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром. Минута и 9 секунди ги делат од третата титула во серија, прва во дуелите со работнички. Дамјан Стојановски, нема тројка, Иконич, Иконич, Соколов, Соколов, навивачите на МЗТ Скопје, односно навивачката група Фемилијаро. И двете групи заслужуваат десетка за ова финале. Секунди, 44 стоти делови од секундата до крајот на четвртиот период од четвртиот меч во финалето. 22 76-84 води МЗТ, има и напад, лична на Колмен, четврта за американецот, 2 слободни за Дамјан Стојановски. Прецизен е Стојановски. Прецизен уште еднаш. Соколов, кошот ќе важи. 78-86. Тайм-аут. Sprint, Stanko pravi blokadu za njega. Uroše, ti si ovde, Cvele ovde.
Kad je ovaj prošao, uzastopne blokade i širi. Širi! I go down! Напад за МЗТ. Времето за напад и за игра идентично во финишот на овој меч. Цветковиќ фаулиран од Димитар Мираковски. Помина 4 секунди. Има 2 слободни. Цветковиќ. Седумдесет и осум, 87. Седумдесет и осум, 88. Мираковски. Колмен. Фаулиран од Цветковиќ, пета лична за Цветковиќ. 12 секунди, 12 стотинки на семафорот до крајот на овој меч. Колмен, 17 поени, се изедначува со Иконич. Останува на 17, 79, 88. Крај на финалето, крај на возводливата сезона во македонската кошарка, 22-та. Седмо финале меѓу Работнички и МЗТ, прв триумф меѓу седмите дуели на екипата од Аеродром, која што ја слави третата титула едно по друго и во историјата апсолутно заслужено со најквалитетен состав во нашиот кошаркарски шампионат, со кошаркари кои што го носеат товарот и на европскиот и на балканскиот фронт, и во АБА лигата, и во УЛЕП купот. Кошаркари кои што доминираа во претходните 2 сезони, имаа лесни задачи во финалињата, но тимот на Работнички им го направи ѓаволски тежок предизвикот на своите противници, а тоа е шампионски трилинг, кој што сега со триумф против вечниот ривал добива на тежина, ја добива вистинската шампионска димензија МЗТ Скопје Аеродром. Сите честитки и за Работнички, за Емил Рајковиќ и за неговите кошаркари кои што пружија машки отпор во финалето. Очигледно ослабени со големиот број на повреди, со кратката клупа. Сепак кошаркарите од Градски парк беа достојни ривали во ова финале. Историјата вели 3-2 во првото финале меѓу Годел Работнички и МЗТ Скопје Хепос. 3-0 во четвртото финале меѓу Годел Работнички и МЗТ Скопје. Два пати по 3:2 меѓу Годел Работнички и МЗТ Бос Скопје 98-та и 99-та. 3-0 Бешпет Работнички и МЗТ Скопје 2001-та. Последното финале меѓу овие две екипи 2004-та. Вечниот лузер МЗТ Скопје тогаш загуби со 4-1 од Фершпет Работнички, но на голема врата во новиот дел од кошаркарската историја се враќа МЗТ Скопје со триумфи 4-1 против Фени Индустри 2012-та и 4-0 против Кожув минатата година. Во секој момент очекуваме да биде прогласен најдобриот кошаркар на финалето и да му биде доделен пехарот на апсолутниот владетел во македонската кошарка, кој што ги одбрани двете круни последниве 3 сезони. Долги години
пеа навивачите на Работнички. Дојде времето на навивачите на МЗТ Скопје конечно да се израдуваат на победа против вечниот ривал. Тешко дека некоја екипа во нашата кошарка ќе ги достигне оние редоследни титули на Работнички. 7 поред, прекинати од Никол Фер 2000-тата, потоа уште 6 во низа и со титулата 2009-та вкупно 14 трофеи освоени во 15, односно 16 финалиња. Ке се коригирам, 17 се финалињата со поразот од Струмица 2007-та. МЗТ Скопје 3 титули во 9 финалиња. 6 порази од тимот на Работнички. 3 победи против Фени, против Кожув и сега против вечниот и градски ривал. Вечера во аеродром нема никој да спие. Така беше по освојувањето на првата титула, која што жедно се чекаше до 2012-та. Така беше и минатата сезона, така ќе биде сигурно и оваа вечер. Шампионската екипа на МЗТ Скопје аеродром: Огнен Стојановски, Стефан Синовец, Александар Костовски, Бобан Стајич, Урош Лучич, Дамјан Стојановски, капитенот Тодор Гечевски, за кого е последен надпревар во неговата богата, единствена, уникатна кариера. Сигурно е за очекување дека ќе го понесе и MVP признанието Тоше. Љубомир Младеновски, кој што од Работнички дојде во МЗТ Скопје. Ѓорги Чековски, Кирил Николовски, Кейт Дейвис и Александар Цветковиќ стигнаа до третиот трофеј во нашиот шампионат. Најслаткиот против Работнички, против ривалот за кого што нема лек во претходните 6 соочувања. Се уште трае радоста на паркетот. Конечно почнува и церемонијата организирана од страна на Кошаркарската федерација на Македонија. Ќе бидат доделени медалите за арбитрите, за финалистот и за победникот во ова финале. На спротивната страна ги медалите за шампионот, трикратниот победник во нашето првенство, Тодор Гечевски. Маестро Тоше заслужено со овации и со ваков успех ќе замине во легендите. Ѓорги Чековски треба да стане новата клучна фигура, новата оска на играта на МЗТ Скопје аеродром во отсуство на Гечевски, кој што ќе се пензионира. Лучич, Кирил Николовски, Стајич, Педал и за Синовец. Младеновски, Александар Костовски е следен, уште еден од кошаркар, односно не, тоа е Огнен Стојановски, меѓутоа и за него важи истото, уште еден кошаркар кој што освојува титула и со МЗТ, и со Работнички, и со Фени патем. Костовски по титулата со Работнички сега има трофеј и со МЗТ Скопје. Цветковиќ на позајмица дојде од Звезда. Клучна фигура во овој успех на МЗТ. Кей Дейвис, 3 години во МЗТ, 3 титули. И останатиот дел на кошаркарите кои што не добија шанса
на овој надпревар кој што се во цивилка, но сигурно во текот на овој шампионат придонеса многу за овој конечен успех на тимот на МЗТ Скопје против Работнички. Никола Ташевич за околу 30 на дена ќе влезе во пол надпреварувачки ритам. И Дамјан Стојановски. Пошто Мартич, Горан Крстевски и Александар Јончевски ќе ги добијат медалите за стручниот штаб на МЗТ Скопје Аеродром. Сепак не во рацете на Тодор Гечевски, туку во рацете на оној што последен го прими медалот од играчите на МЗТ Скопје Аеродром. Дамјан Стојановски е MVP, најкорисниот кошаркар на оваа финална серија. Сосема заслужено нашиот репрезентативец го понесува ова признание. Останува уште моментот кога ќе биде кренат шампионскиот пекар од рацете на председателот на Македонската кошаркарска федерација Даниел Димевски, од рацете на капитенот на МЗТ Скопје Тодор Гечевски. Последниот играчки момент на славниот Тоше. Дали се обидува да го убеди Димевски Гечевски да се врати во репрезентативниот дрес. Во оваа мини конверзација тешко дека тоа ќе се случи. Најави Гечевски дека ова е крај на неговата кариера. Крај со титула, крај со пекар. Почитувани гледачи, тука завршува и преносот на македонската телевизија. 22-то финале на македонската машка клубска кошарка заврши со триумф на МЗТ Скопје 3:1 против Работнички. 3 титули, 3 поред за МЗТ. Работнички останува на 14 трофеи. Пријатно од спортскиот центар Борис Трајковски.